Се најдуваме на регионалниот пат од Прилеп за Витолишта, каде што на потекот од село Крушевица до село Штавица ќе се прави рехабилитација на овој пат во должина од прилика околу 7 километри, каде што владата на Република Северна Македонија оддели околу 40 милиони денари, каде што ќе биде рехабилитиран овој пат, како што кажав, во должина околу 7 километри. Затоа што голем дел од граѓаните имаат викендички овде, има свој посет, има голем број на граѓани кои што се занимаваат со сточарство, пчеларство и така натаму. Мислам дека е од витално значење за општина Прилеп и нашите граѓани сигурно ќе имаат бенефит од овој регионален пат. Се работи за исклучително важен пат за овој Мариовски дел и согласно динамиката која што ја разговаравме тука со представниците на Македонија пат, очекуваме дека имаме образување во работата и дека во извесен временски период во целост ќе бидат завршени овие активности. Во овој период сакам да искористам оваа прилика и да соопштам дека во Прилеп и Прилепскиот регион во овој период беа инвестирани огромен број на средства, направени се голем дел на патишта, сакам уште еднаш да ги посочам, а тоа е патот од Прилеп до Вештачкото езеро, регионалниот пат од Битола преку Тополчани до Прилеп, направен е патот, видете, во финална фаза е патот од Фариш до Дреново, постоечкиот пат од 10 километри кој што е исклучително битен за овој регион. Исто така сакам да потенцирам дека во изминатиот период направени патот од делот на Волково Прилепец преку ИПАРТ и општина Прилеп, значи станува збор за некаде околу 5 километри. Работиме на кучката кај Тирс преку дирекцијата Тирс, значи очекуваме дека во месец јули ќе биде крајно завршена. Преку македонската влада исто така работеше во делот на ИКТ центарот, кој што е доста важен и за овој регион, меѓутоа генерално и за нашата држава, така да голем дел на проекти се сработени. Кога ќе го дадеме тоа што општината го работи во делот на инвестирање на локални патишта и улици, кажам дека имаме исклучително задоволителна градежна сезона и ние ќе продолжиме, нема да станеме во тој дел.